Кампањата Крени глас против врсничко насилство преку разни активности има за цел да поттикне позитивни промени и да создаде средина во која секое дете ќе може да расте прифатено, почитувано и безбедно. Овде сме вечерва да разговараме за една многу битна работа со која што се повеќе се соочуваме, некако е се позачестена, како некоја епидемија да има од оваа работа, така наречена булинг или врсничко насилство. Едукативните интерактивни работилници се основата на оваа иницијатива. Во текот на минатата учебна година, преку овие работилници, децата стекнаа знаење за препознавање и спречување на врсничкото насилство, како и искуство за градење здрави меѓусебни односи. Многу важно е за децата да се видат себе си како припаѓаат во некоја група. И кога дете ќе биде отфрлено од таа група, тоа се соочува со многу силни внатрешни последици. Социјалното насилство носи сериозни последици кај децата, затоа што никој на таа возраст кога го формира личниот идентитет и интегритет не сака да се чувствува понижен, омаловажен, дека не припаѓа, дека не го сакаат, го исмејуваат и слично. Оваа година фокусот се пренасочува кон родителите. Преку интерактивни сесии, исполнети со долги дискусии и корисни совети, им даваме поддршка на родителите да разберат како можат да им помогнат на своите деца, да создадат позитивни промени во нивното секојдневие. Децата не се криви. Криви се најчесто родителите, меѓутоа мерките, лопатите, алатот го има. Да се справиме затоа што инакво сите ќе бидеме жртви. Во самата суштина на проблемот е едно длабоко чувство на несигурност. Може да биде како модел на однесување. Повторно како тој модел, ако имаме некакви дисфункционални односи, особено во семејството. И децата знаат да имитираат, сакаат да доминираат. На децата ќе им биде важно кој што носи, какви патики и каков ранец и јакна и слично, доколку такви вредности градиме кај децата. Тоа се вредности кои што детето од мало ги гледа. Во 2025 година, нашата цел е да продолжиме со уште поголема посветеност и енергија. Повеќе работилници, повеќе учесници и секако повеќе позитивни промени. Затоа што само заедно можеме да создадеме подобар свет. Свет без врсничко насилство. Поголем, тоест најголем број реагираат као нема да е битна работа. Јас ве охрабрувам во име на кампања која вика охрабри се, ве охрабрувам да споделите, да разговарате, да го промениме тоа утре и следниот пат кога ќе се видиме на некоја слична кампања да бидеме попозитивно расположени, дека работата може да се смени. Крени глас против врсничко насилство.